Со откупот на пролетната зелка и младиот компир владее беззаконие на кое крај мора да му се стави, сметаат од Националната земјоделска мрежа. Така, значи ние како Национална земјоделска мрежа бараме и ќе инсистираме да се внесе во законски рамки производна цена да се дефинира за секој земјоделски производ, производна цена, и тоа да биде како еден вид обврска од страна на Министерството за земјоделие да го прави преку некои референтни институции. Проблемот со откупните цени треба системски да се реши. Дециден е Цветан Трипуновски, заменик технички министер за земјоделие. Во иднина ние како влада уште еднаш кажувам и ветувам пред сите чинители во земјоделскиот сектор дека и откупувачите и земјоделците заеднички пред време ќе креираме мерки и стратегија за да не дојдеме во иднина во вакви несакани ситуации. Новото незадоволство кое ескалира со протести во неколку струмички села е предизвикано поради откупот на зелката и младиот компир, но не е исклучено и ново незадоволство. Така, значи државата треба да биде регулатор на пазарот, значи на еден начин. В случај кога имаме ние, да речеме, хиперпродукција на производство, значи треба да се изградат некои заштитни механизми да немаме увоз на храна, неконтролиран увоз на храна. Односно, доколку значи се јави дефицит на одредени производи на пазарот, тогаш да, би требало да интервенира државата со цел значи да не дојде до некои екстремни покушувања на цената. Значи да биде еден вид баланс. Ова е нешто кое доправа треба да се случува, но има ли решение за актуелниот проблем? Ние се договоривме за следново, тоа е да наредните 10 дена откупната цена на младиот компир да не биде по 20 денари, со тоа што откупувачите онаа што е од битоците ќе ги земат на нивното конто. По завршувањето на овие 10 дена сме договорени да имаме уште една следба со оглед да го следиме останатиот дел на пазарот, да видиме како ќе се движат работите, меѓутоа она што е денеска постигнато можам да кажам дека е на општо задоволство од страна на земјоделците.